Прашањето за референдумот во Гевгелија е протнато на мала врата, сметаат либерал-демократите. Тие им забележуваат на општината и градоначалникот затоа што 4 години се вршеле истражувања на Кожув без за тоа да се известат граѓаните. Затоа и самиот градоначалник, затоа што на моето прашање на последната седница на паузата зошто он не го обвестил населението, одговор добив дека он не знае дали потпишал таков документ. Без разлика дали потпишал или не, оди по автоматизам, после 15 дена тој е валиден, но обврска има градоначалникот, морална обврска да го запознае населението за она што ни предстои, односно за она што ќе се работи на Кожув планина. Според советникот на ЛДП Петер Апостолов, ова е прашање за кое што има консензус, но го следат низа сомнежи за мотивите поради кои толку доцна се реагира. Градоначалникот Франгов изјави дека геолошките истражувања не значат и добивање концесија и смета дека навреме почнале со референдумот. Има доволно денови и за кампања за сета ова за овој референдум, за овој прашање, затоа што знаете дека и за парламентарни и за локални избори кампањата е 20 дена согласно закон. Значи имаме отприлика колку 18 дена. Но на само 2 недели од референдумот граѓаните не се информирани. Помладите, оние кои што ги следат социјалните мрежи, се против рудниците, но за повозрасните тие се можност за нови вработувања. Сакате ли да се отворат рудници за злато овде? Нормално не сакаме. Не чисто. Од вас се слушам прв пат и убаво е да се отвори работно место. А за штетноста треба да кажат тие што се надлежни таму. Ако е штетно, значи не вреде. Референдумот во Гевгелија ќе се одржи на 23 април. Во деновите до неговото одржување, активистите на Сдруженијето Спас за нас ќе водат кампања против рудниците за злато.